Со нашиот следен разговор. Ние на некој начин едно интервју направивме зад камерите, ама со радост ќе ви ја споделиме убавата приказна која што ја носи токму оваа дама која што имам во студиото, Снежана Џамбазова Поп-Ордановска. Снежана, добре ни дојдовте во нашата утринска програма. Добре ве најдов, се чувствувам прекрасно. Се надевам дека ја впивте веќе енергијата која што ја носи нашата емисија. Да. Ние и во самата најава утринава споделивме дека вие сте доктор по медицина, психолошки советник, доктор на психолошки науки, а неодамна се класифицирате и како писател. Тука се веќе книгите кои што ни ги донесовте, првата и втората книга. Онаа втората е токму книгата заради која всушност и ние остваруваме оваа средба, да се живее поинаку, патување кон внатрешниот мир, неизмерна радост и вистинска слобода. Истата ќе биде промовирана овој 7 мај во Меморијалниот центар на Холокаустот во Скопје, но се подетално ќе ни соопштите токму вие. Прво да ве прашам како сте со оглед на тоа што со години живеете, функционирате и работите во Мелбурн, во Австралија, а сега сте тука во својата татковина, како што ми откривте, тука ја носите Македонија. Да, токму така. Прво, прекрасно се чувствувам, пролетно расположена. И како што рековте убаво, мене Македонија ми е во срцето. Значи, јас секогаш кога доаѓам тука, доаѓам со целото моје срце и душа, со единствена цел да им помогнам на моите браќа и сестри македонци, кои што сега го премногу си ги сакам. Така да, чест ми задоволство што сум ваша гостинка и што ги зборуваме за една многу важна тема, како да живееме еден среќен, исполнет и значаен живот. Споменав јас, психологијата е во фокусот на вашата работа и функционирање со години наназад, меѓутоа кога се случува она преобразба за да вие станете писател и да почнете да пишувате? Дали можеби мисијата е да помогнете на што поголем број на луѓе да доживеат самореализација? Така. Па, јас во Мелбурн, Австралија, поточно во Австралија, ние отидовме заедно со мојот прекрасен сопруг Емил и со нашите подоцна 2 деца, значи имавме тогаш само едно дете, потоа нели Господ ни даде уште едно прекрасно детенце. Во 2004 година и тогаш ни беше навистина многу тешко на почетокот. И во тие први години, кога едноставно, знаете, се боревме буквално за лична екзистенција, јас си сватив дека тоа што треба да го направиме да се свртам кон себе си, да го почнам тој процес на себе спознавање, затоа што знаете, кога почнувате да страдате, кога гледате дека нешто не е како што треба, и тогаш си поставувате некои важни прашања. Кога чувствувате немир во себе? Немир во себе или празнина некоја, која што повеќето од луѓето ја чувствуваат во некој дел од животот. И тогаш во тие тешки моменти јас си одлучив да соберам храброст, значи како што се подлабоко и подлабоко навнатре, да го послушам гласот на моето срце, да престанам да ги слушам верувањата на другите како треба да го живеам мојот живот и да продолжам по патот на мојата пасија, психологијата. И тогаш се запишав на Австралискиот институт за психолошки советници. Во Мелбурн се стекнав со дипломата за психолошки советник, а потоа продолжив уште повеќе да ги продлабочувам овие знаења во оваа фасцинантна наука, психологијата, и станав доктор на психолошки науки. Но како станавте писател? Па, во мојата работа како психолошки советник, јас работам со култури од преку 100 земји во светот. Значи, ги гледав трансформациите што се случува буквално пред моите очи, само после неколку сесии поминати со мене. И тогаш сватив дека таа мудрост, знаење, практични вештини се нешто што секој човек треба да ги знае за да биде среќен и исполнет. Однатре решив да споделам таа мудрост со што повеќе луѓе на светот. Така ја напишав првата книга, Да се живее поинаку, која е испечатена на англиски јазик и на шпански јазик. Така да, многу ми е мило бидејќи има одлични осврти од читателите широм светот. А исто така посебно ми е мило што може и македонците да ја набават во Македонија во книжарницата 3 и на книга.мк онлайн се разгледа. Да, поводот, како што споменавме, е втората книга, Да се живее поинаку, патување кон самореализацијата, која што официјално ќе биде промовирана на 7 мај. Спомена во Меморијалниот центар на Холокаустот во Скопје. Снежана, што носи новата книга или втората книга? Предпоставуваме продолжение на онаа првата, меѓутоа ако некој ја прочита и само втората, веројатно нема да пропушти нешто многу од
од претходната. Што тука е фокусот на пишувањето на зборот? Да, многу убаво прашање. Значи, првата книга ги содржи одговорите на најважните прашања во животот. Затоа кои се најважните прашања, Снежана? Да, како да го најдеме мирот во себе. Така. И како постојано да го одржуваме. Се разбира, не е само тоа прашање, значи тоа се исто прашањата во однос на како да се справиме со негативните чувства, со лутината, како да комуницираме ефективно, како да одржуваме позитивни врски со другите луѓе. Сите тие прашања се убаво опишани и објаснети со практични техники, кои што се научно засновани, бидејќи јас повеќе од 20 години се занимавам со прашањето, и со прашањето што е тајната на еден среќен, исполнет и значаен живот. А втората книга фактички влегла уште подлабоко во најважното екзистенцијално прашање, а тоа е што е суштината на нашето постоење? Зошто сме овде? Значи, јас верувам дека секој од нас е дојден на оваа убава планета Земја со одредена мисија. И секој од нас има одредена комбинација на гени, таленти, доблести, вредности, кои што ако ги спознае и нормално ако ги изразува секојдневно, ќе се чувствува исполнет, внатрешно исполнет и среќен. Снежана, за да се спознаеме себе си, прво треба лично да го посакуваме тоа, или ако, не знам, ја немаме таа желба, веројатно ни 100 сеанси нема да ни помогне. Да, прекрасно, токму така. Значи, вистината е дека повеќето од луѓето го чувствуваат тој внатрешен немир. И тоа што го се случува... Дали повеќето го чувствуваат, ама колку од нив се одлучуваат за некаква промена? Повеќето од луѓето, проблемот е што они повеќето трчаат по тие, да речам, надворешни работи, површни работи. Површни, да. Парите, престижот, така, токму така. И токму поради тоа, значи, они моментално ќе се задоволат со тие работи. Меѓутоа, таа празнина внатрешна ќе остане затоа што не може да се пополни со ништо материјално. Се додека не се свртиме кон себе си и додека не почнеме да работиме на својот личен развој, најдобро под водство на психолог или советник за ментално здравје, во кого имате доверба, нема да можеме да го пронајдеме тоа внатрешно богатство кое што бидејќи кога ќе изразиме таа креативност, нели нашата мисија, на која ќе најдеме таа идеална вокација, што е суштината на оваа книга, тогаш ќе се чувствуваме секој ден како да ни е празник на душата, знаете, се чувствуваме исполнети, а истовремено им носиме радост и на другите. И ќе пренесуваме таа енергија. Убава. Да ги поканиме нашите гледачи, 7 мај е денот, во колку часот ќе стартува промоцијата? Да, промоцијата е значи оваа сабота. Од отворен карактер, може да дојдат сите, затоа што ми споделивте дека на претходната било на вистина една позитивна гужва и позитивен хаос од луѓе, следбеници ваши, луѓе кои што сакаат да нели ја прочитаат вашата книга, па претпоставуваме дека така ќе биде и сега. Искрено се надевам, јас топло ги поканувам сите мои драги сестри и браќи македонци. Промоцијата е оваа сабота, на 7 мај, со почеток во 19 часот во Меморијалниот центар на Холокауст. Така. Само да ги поздравам промоторите. Слободно. Прекрасната Силвана Димитриевска и Дино Вангели. Водителка ни е Александра Пановска-Илиевска. И се разбира, имаме едно прекрасно музичко изненадување, тоа е музичката дива, тоа е Серафина Фантауза. Супер. Ќе биде навистина една вечер за уживање, со добра музика и со добар пишан збор. Снежана, како психолошки советник и како човек кој што споминавте дека работите со најразлични култури, може некоја паралела да направиме, затоа што велите се навраќате секогаш во Македонија бидејќи сакате да им помогнете и на луѓето тука, а ние сме малку едно позатворено општество, нели, за разлика од Австралија, од Мелбурн, каде што живеат најразлични луѓе од најразлични култури. Колку можеби и со оглед на пандемијата која што го зафати светот, јас верувам дека тоа ментално здравје дополнително треба да го негуваме, да му даваме на значење, некако не да го запоставуваме, затоа што знаеме какви се последици може да остави. Некоја паралела за тоа поле за свест и несвест во Австралија и тука можеме ли да направиме? Дали сме далеку многу, дали очекуваме брзо напред?
Па вистината е дека Австралија, значи, навистина се многу свесни за потребата од психолошка помош и таа дури регулирана и со системот. Значи, буквално докторите ги упатуваат пациентите кога ќе забележат некакви проблеми на психолог, што е навистина една прекрасна практика. Меѓутоа тоа што е интересно, еве, пошто како што рековте, јас работам со култури од преку 100 различни земји во светот, а тоа што е интересно дека проблемите на човештвото, на луѓето во суштина се исти и тоа што е главната причина за човековото страдање се верувањата кои што ние сме ги стекнале од другите, од нашето непосредно обкружување и кои што сме ги интегрирале во себе, значи верувајќи дека тоа сме ние без да ги преиспитаме воопшто дали тие верувања нам не користат или не. Например, не само некогаш слепо веруваме, нели? Да, токму така. И тоа е целта на личниот развој, да се преиспита, да видиме дали тоа верување што сме го прифатиле од другите нам не користи и на другите околу нас или ни создава немир, или создава немир во животите на другите. Еве, например, тоа е нешто, мислам дека ова ќе биде интересно и за гледачите и суштински важно. Значи, не само тука верувајте скоро секаде во светот. Луѓето имаат тенденција да се обвинуваат, да се осудуваат, да се критикуваат и да ги осудуваат другите. И тоа е една од главните причини за страдањето, затоа што секогаш кога вие ќе осудите некого или ќе критикувате, во вас ќе се создадат негативни чувства. Значи, таа негативна енергија прво вам ќе ви наштети, а се разбира и на непосредното обкружување. Значи, наместо да ги осудуваме другите, тоа што е најважно од се да разбереме дека секој човек е дојден на оваа планета со истите желба, со истите потреби. Значи, ние сите сакаме да имаме едно оптимално здравје, сакаме да бидеме среќни, сакаме да имаме идеален партнер во животот, сакаме да имаме идеална професија и сето тоа е можно, меѓутоа треба да се свртиме кон себе си, да видиме што е тоа што не спречува за да го добиеме сето тоа што ни треба. Токму тоа е суштината на оваа книга. Како тоа да го постигнеме, за да стигнеме до тој извор на трајна среќа и мир кој што постои длабоко во секој. Во секој од нас постои, само треба вистинското време за да се реализираме или само реализираме, предпоставувам. Треба вистинскиот начин. Значи, овде има техники кои што се научно засновани. Не знаеме како тоа е вистината, не разбирате. Значи, мора да знаеме, ова е затоа е патување кон самореализацијата. Едно прекрасно возбудливо патување на себе спознавање, бидејќи себе спознавањето е светлина која води кон самореализација. Некаде пред крајот само да споменеме дека книгите конкретно нели првата и она најпрвата која што имате напишана, нели се преведени на англиски јазик и на шпански. Меѓутоа, она што е интересно да го споделиме е дека книгата, една од вашите книги била рангирана како број 1 во областа на медицината и психологијата на Амазон во Америка. Тоа само говори за и квалитетната содржина, меѓутоа и моќта на зборот, кој што го напишаниот збор кој што го имате, кој што успева да стигне до најразлични хоризонти во светот. Да, токму така, јас постојано добивам значи, пораки, дали на месенџер, дали на имейл или некој лично ќе ме контактира, како книгата им предизвикала вистински позитивни промени во животот, а за мене, знаете, тоа е најголемиот успех. Најубавата музика за моето срце, зашто тоа беше и суштината. Снежана, колку често се навраќате во Македонија? Со оглед на тоа што од 2004 рековте дека сте во Австралија, така? Да. Па да, често доаѓаме, значи буквално, значи нормално, знаете, сепак е далеку, не е едноставно. Меѓутоа, гледаме секој 2 години, малце пандемијата тука беше пречка, не можевме и да сакавме ние минатата година да дојдеме. Меѓутоа, еве, присреќна сум што сум повторно тука и повторно да се дружиме и да им помогнам на македонците и на Македонија. Бидејќи верувам дека само ако го подигнеме нивото на свеста, ако се спознаеме себе си, ќе можеме да допринесеме и за среќата на човештвото, за среќата на Македонија и за нашата сопствена среќа. Таа дополнителна среќа ќе ја поттикнете уште еднаш, верувам, на 7 мај. Ве покануваме уште еднаш 19 часот во Меморијалниот центар на Холокаустот во Скопје да се дружите со Снежана и со незината најнова книга, но пред се би рекла со незината енергија. Снежана, фала ви многу за ова одвоено време денеска. Ви благодарам од срце, ми беше навистина чест. И еве една порака до сите гледачи, бидете извор на љубов во животите на другите. Тоа е движечката енергија. Така.